И вообичаено кон крајот на емисијата го напуштаме студиото. Ирена Спировска имаме ова утро на линк и ќе ни го најави фестивалот на инклузија. Ирена, добро утро! Така е, Искра, поздрав, добро утро до тебе и до сите кои што не гледаат во моментов на фреквенцијата на телевизија Алфа и во нашата утринска програма Добро утро. Секој утро утринава се јавуваме во живо од паркот Македонија во општина Киселавода за да го најавиме четвртото издание на инклузивниот фестивал Infusion, кој што ги менува границите и ги подига стандардите на прифаќање на различностите и лицата со попреченост и тоа на најубав можен начин. Преку музика, забава, култура, уметност, разни работилници, убави случувања кои што ќе го одбележат и ова четврто издание на фестивалот, чиј што организатор е Сдруженијето Equality. Јас утринава сум во преубаво друштво, заедно сум со Гере Трипков, основач на Equality, основач на Infusion фестивалот, а до мене ги имаме и младите помошници на Гери и вредниот тим кој што помага во реализација на ова четврто издание на фестивалот. Тоа се Давид Стоилковски, координатор за иницијативи за млади при Сдруженијето Equality, и Марија Додовска, председател на клуб на оратори при Правниот факултет Јустинијан I и основач на културната платформа Допирна точка. Здраво, добро утро на сите. Ви благодарам што сте утринава заедно со мене и со аудиториумот на телевизија Алфа. Гере, полека се доближува времето на четвртото издание на фестивалот Infusion, кој што пред 4 години започна скромно како еднодневен настан во твојот, во нашиот аеродром, но од година в година прераснува во една сосема поинаква димензија, со побогата програма, со се повеќе инволвирани личности. Ајде да кажеме нешто за самиот фестивал, а потоа ќе ги откриеме активностите што годинава ќе го одбележи. Ти благодарам, Ирена, поздрав за сите гледачи на Алфа телевизија. Некако бебешките чекори кои што ги одевме пред 4 години стана навистина гигантски чекори во овој момент, иако е четврто издание на фестивалот. Оваа година го одбележуваме и ребрендирањето на фестивалот од Фестивал за инклузија во Infusion, се со цел да потикнеме уште повеќе креативната моќ и да потикнеме љубов, разбирање и прифаќање кај сите. Да не се делиме по никаква основа и благодарение на нашите активности кои што ги имаме, како што спомена, 5 денови во 5 различни области, се дружиме со сите од генерално, предходно бевме во аеродром, сега сме во Киселавода, меѓутоа шириме мисијата и продолжува и понатаму. Се надевам дека утре задутре ќе излеземе и од Скопје. Така, пред да кажеме што се ќе се случува во рамки на фестивалските денови на четвртото издание на Infusion, ајде да спомнеме и за една убава герила иницијатива и акција што неодамна се одржа во градскиот парк, која што практично беше и една најава за самиот фестивал. Да, токму така, пред самото издание, односно пред фестивалските денови, имавме за цел некако уште повеќе да ги побудиме оние длабоки чувства кај граѓаните, со граѓаните на Скопје и Македонија. Па така организиравме на герила акција во градскиот парк, каде што 2 лица со и без попреченост преградивме со ѕид како символика на тоа што не подвојува, на тоа што не можеби разликува во нашата перцепција, а при тоа при крајот на перформансот кој беше испишан и со пораки, оние погрдни, можеби негативни пораки кои што честопати ги слушаме еден за друг во нашето општество, овие ѕидови ги срушивме и особата која што беше без попреченост преде на страната каде што во количка лицето седеше осамено во 4 зида и символички некако ја завршивме таа акција дека на само еден чекор сме еден од друг, меѓутоа не дозволуваме да допреме еден до друг, не се разбираме, не се прифаќаме и тоа е толку лесно, меѓутоа едноставно понекогаш не го правиме воопшто. Но токму со таа порака ете се случува практично и воведот во ова ново издание на фестивалот, кој што истата таа порака мокно ќе ја принесе, вклучувајќи 30 различни активности кои што ќе се одвиваат на
5 локации, нормално базата е тука, паркот Македонија во општина Киселавода. Сега, ако дозволиш, би го вклучила малку и Давид, како представник на ете младите сили, да ни откриеш, Давид, нешто повеќе за што се ќе се случува. Знам дека ќе има многу работилници, дебати, многу забава, многу култура, што очигледно ќе привлече многу интерес буквално кај сите генерации и особено кај младите кои што сакаме да ги има годинава тука меѓу посетителите. Оваа година четвртиот фестивал на инклузија под новото име Infusion ќе ги поместува границите на прифаќањето и нашата програма, која што се состои од 30 различни активности на 5 локации во Скопје, ќе биде поделена во 5 фестивалски денови. Започнуваме на 11.6 со перформансот Скин во театар комедија. Тоа се гости од Германија. Да, тоа е танцово дуо од Германија, кое што символично ќе го отвори фестивалот, а официјалното отварање ќе ни биде на Infusion Perform Day-от на 12 јуни во паркот Македонија, кој што се наоѓа во моментов позади нас. А подоцна продолжуваме со Infusion Art. Во петок ни следи Infusion Music и во недела фестивалската програма ја завршуваме со Infusion Sport и Infusion Games. Оваа година тоа што ќе биде поразлично е тоа што програмата ја отвараме за сите. Имаме активности од најмалите до највозрасните. Програмата е отворена за малите дечиња да може да си дојдат со нивните баба и дедо, за да може да се дојде со друштво тука, така да едно топло, поканување за сите гледачи кои што не гледаат во моментов да не посетат на нашиот фестивал и исто така да откријат малце повеќе за нашата програма и за сето тоа на нашите социјални медиуми infusion.festival и equality_org_ на Инстаграм, каде што ќе може да добијат мала слика за магијата која што ќе им ја понудиме на посетителите за 20 на дена, ако не се лажам. Да, полека се одбројува. Убав збор употреби Давид магијата што ќе ја понуди фестивалот, бидејќи минатата година навистина беше магично тука во паркот, преубава атмосфера, многу посетители, како што спомена и ти, и дечиња, и возрастни. Се надам оваа година и младите, односно студентите, средношколците ќе ги има во навистина голем број да уживаат во извонредно осмислената и одбрана програма. Да. Сакам само да додадам едно нешто. Минатата година добив едно прашање при крајот на фестивалот како успевате се во ова да го направите толку многу магично. И мојот одговор како дел од тимот, јас започнав уште од првиот фестивал како волонтер, моментално сум дел од Сдруженијето Equality и мојот одговор беше навистина не знам. Не знам како успеваме да го направиме тоа толку многу магично, но мислам дека сепак тајната состојка е тоа што правиме се од љубов и тоа што ги прифаќаме сите и што таа љубов што имаме ние ја даваме кон другите и кон работите што ги правиме. Јас знам како успевате и не се чудам, кога го имате човекот што се наоѓа од мојата десна страна, тогаш магијата лесно се случува, затоа што е се клучна посветеност на желба на љубов, да се менуваат границите и да се направи нашето општество подобро, похумано и поемпатично. Марија, со тебе сега ќе ги информираме нашите гледачи за еден прекрасен настан Зен поезија, кој што практично е во чест на утрешниот празник 24 мај, Свети Кирил и Методи, кој што ќе им даде можност на младите со попреченост да ги развиваат своите ораторски способности. Ајде да ни откриеш каде точно ќе се случува настанот, за кого е наменет, кој се може да учествува на него? Пред се, сакам да се заблагодарам на можноста која што ја имаме денеска, да може да кажеме барем мал дел од нашата приказна во која што нели работиме, уживаме. Благодарна сум на гледачите, благодарна сум и на вас и на целиот тим на Equality кои што безизмерно ја пружаат поддршката. Како председател на клубот, честопати се среќаваме во интересни настани, каде што ја негуваме културата, ја негуваме уметноста, го негуваме пред се ораторството како најголемиот мотив на самиот клуб и една
еден ваков настан, една ваква манифестација, лично ете за мене и за представниците и членовите на клубот, представува навистина мощна интересен аспект на тоа дека треба да ги скршиме границите, дека треба да ја скршиме таа бариера која што ја имаме и дека треба да навлеземе во едни поразлични сегменти во целувањето нели на професијата која што ја негуваме. Поезијата која што одлучивме да ја правиме од љубов. Ја правиме за да можеме да вдахнеме поголема емпатија, да вдахнеме мотив, за да се расшират различните видувања за тоа кое што можеме ние да го создадеме како народ. Така, ова работилница ќе се случува практично утре, со почеток од 10 до 12 часот. Да, во Equality, во организацијата Equality. За кого е наменета? Кој може да учествува? Наменета е за апсолутно сите. Значи, нема старосна граница, нема никаква, не знам, опречка која што ти прави ти не можеш да учествуваш на самата работилница. Едноставно е работилница за да се искажеш нели самиот вака себе. И уште еден убав момент, учесниците на оваа работилница всушност ќе бидат вклучени во фестивалските денови, така? На 12 јуни ќе биде самата, ајде, јас промоција ќе ја кажам, самиот настан, интерпретација на поезијата. Имаме многу интересна програма спремено, особено за утре, затоа што пред се како студенти на Универзитетот Свети Кирил и Методи и јас и Давид сметавме дека е многу важно и многу клучно да дозволиме да се одбележи ваков ден. Затоа што навистина многу значи просветителството, многу значи негувањето на македонскиот јазик и мислам дека токму месец мај ни го прикажа тоа во најдобро светло. Прекрасна иницијатива, верувам дека сите учесници утре ќе уживаат во овие активности, како и во сите останати предфестивалски и фестивалски активности. Многу обемна програма, многу амбициозна програма за ова четврто издание на фестивалот, но не се сомневам во успешната реализација, во уживањето на сите оние што ќе бидат дел од овие активности. Ете, Давид ги спомена платформите на кои што можете да ги добиете и да ги прочитате во секој време. Деталните информации околу сите случувања и активности останува само за време на фестивалските денови од 11 до 15 јуни да бидете дел од ова прекрасно случување, овој инклузивен фестивал, а ние до тогаш секако пак ќе се сретнеме и повторно ќе ги потсетиме гледачите дека во нашиот главен град се случува овој убав инклузивен настан. Ви благодарам многу на сите за оваа наша утринска дружба и очекувајте и понатаму да ги добивате информациите за четвртото издание на фестивалот на инклузија Infusion од вредната екипа на телевизија Алфа и добро утро секој утро. Искра? Ти благодарам, Рена, поздрав до веселата дружина.